Ние се обративме до градоначалникот Андреј Жерновски со барање да го решиме нашиот проблем, односно да се изгради прифатлива, енергетски ефикасна фасада на нашата зграда. Претходно имавме некакви разговори со град Скопје, од кои што реално не се нуди тоа што е нашиот интерес, односно да се направи фасадата како што треба од предната и од задната страна. И наидовме на Што ви се нуди? Значи, вака добивме едно писмо од градоначалникот. Можеме да ви го покажам. Предоставя документите колку граѓани до сега беа на Сребросово? Значи, еве ви го писмото, во кое што тој точно наведува дека веќе не е прифатена од станарите понудата за да се направи делумно или не знам како да кажам промена на фасадата која што апсолутно ништо не значи, само за предната страна, воопшто не за целиот објект. Значи нашиот интерес е целиот објект да се заштити, да биде енергетски ефикасен, што би допринело за нормално тоа се всушност и европски стандарди, сега да не ви ги објаснувам. Значи, еве понудата и второто писмо од градоначалникот каде што ние добиваме услови за 10 дена да го известиме и да дадеме согласност, понатака вие ќе го протолкувате тоа и ќе го видите како документ. И дојдовме да разговараме со градоначалникот дали може да најдеме решение кое што би било поприфатливо за станарите. Второ, во писмото кое што е испратено од градоначалникот, осим првата страна е и оваа страна. Па вие самите процените дали ова еден документ од една организација или град Скопје и колку е сериозен. И на што би требало ние да прифатиме за станови кои што се вредни стотици илјади евра. Значи овдека се работи за приватна собственост, која што веќе самиот градоначалник еднаш изјавува дека не е прифатена. Значи јас тука гледам еден суптилен политички притисок. Ние овдека 4 пати прегласувавме. Сега ќе треба 4 пати да докажеме дека нешто сакаме или не сакаме. Мислам, апсолутно барам помош од сите. Дури последно ми од холандската амбасадорка која што каже дека сме заморни од како да го кажам од овој процес. Дајте ни како станари да можеме да одлучиме како сакаме и како едноставно ни е нас поубаво. Ова не е писмо кое што еден град и градоначалник по мене би требало да го испрати. Проценете го вие како медиум. Тоа би ме Согласувате да има енергетско ефикасно? Секако. Апсолутно нашиот интерес е да имаме енергетски ефикасна фасада. Објектот во кој што јас живеам 40 години за мене е убав. И е моја собственост на крајот на краиштата. Дел од мојата собственост.